на театарот, сите проблеми носи си ги со себе си. Меѓутоа, пред вратата на театарот сите проблеми ќе си ги оставиш надвор, па неизлегување за жал ќе те чекаат. Така. Добре сега, Марин, оно што вас многу од нашите гледачи предпоставувам дека ве помнат, ве сакаат, ве обожуваат, тоа е така на посебен начин рецитирање на одредена поезија, на песни. Знам дека малку може би сега наеднаш ќе биде се тоа, меѓутоа би сакала да се потсетиме на она што вас ве обележува и едноставно да одрецитираме нешто во емисијата. Треба таму да станам или... Па како сакате, јас само погледнав, бидејќи ќе направиме еден фон. Од место. Ќе направиме една убава атмосфера. Понекогаш ќе доаѓам во твојот сон како далечен и не чекам гости. Те молам, вратите не ги затварај. Ќе влезам тивко, кротко ќе приседнам, ќе го вперам погледот во мракот, да те видам. А тогаш, кога ќе се наситам гледајќи те, ќе те пакнам и тихо, нечујно ќе си заминам. На вистина реткост да човек вака знае од душа да изрецитира, да каже стихови, ма што и да е, јас мислам дека ќе пајднавме во несве сега. Инаку ова е песна на Никола Јонков Вапцаров. Се вика Проштелна песна и таа е напишана некаде половина час пред да биде екзекутиран. Ушто ова, сега и пак мрници ве почна. Готово. Меѓутоа, јас се обидувам да го тргнам настрана тој момент, затоа што е една прекрасна љубовна песна. И ова беа стихови со кои што ги почнував сите мои ноќни програми на Радио Скопје. Така. Каде се тие радио емисии? Сега. Каде се? Каде што е се одржава наша. Па затоа што на тогаш на власт во Македонската радиотелевизија беа моите другари од детство. Но сега има толку радија, мислам дека може да треба да... И затоа што зборував постојано, бидејќи беше аполитична емисијата, и кога еден од премиерите, првиот ни премиер, вториот ни премиер кога дојде на вас, нема да го кажам кој е. Добро. Седете се. Пред да биде промовиран за премиер, ми беше гостин. Целиот истеблишмент на Македонската радиотелевизија, директориумот, дојде во студиото, демек да бидат видени, демек, еве ние кои сме тука. И цело време инсистира да го прашам за платформата политичка, за ваква политичка, а јас го прашав кој број чевли носи, какви гаќи носи, со какви паста, со каква паста си ги забите, природни ли му се забити и така натаму и така натаму. И они страшно ми се налутија и уште еден момент имаше, постојано зборував за некои 120 говеда, кои што на некоја ливада паса треба и такви работи. И така заврши. И така ми ги отворија портите. Кон другите професии. И ми рекоа, повелете надвор. Супер, добре. Ајде малку да се освежиме, сега и млади луѓе овде имаме. Постојат и многу игри кои што не го раздрагуваме. Ето е. Па малку помлади од мене малку помлади. Сега се извадив, па како? Добре, ај со внучињава напред. Има со малку, мислам, нема везем, многу помлади од мене. Значи, одиме се една игра за која што Ана сега ќе ви информира за многу кратко време. Ќе ви донесат едни интересни нешта и мислам дека Слагјана и Наташа ќе поиграат нешта. Може и Була да им се приклучи. Марин ќе одмара, заслужи.
черные, очи страстные, очи скучные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. У той добрый час не увидел вас. Очи черные, очи страстные, очи жгучные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас.